Ona je žena borac. U Foreveru je 16 godina. Ljubav prema proizvodima i ovom poslu je njoj donela jedan ogroman tim. 6 puta je bila Eagle Manager. 2 puta je osvojila Chairman's bonus i 2 puta Forever to Drive program. Današnja tema je baš njen put u Foreveru. Vredi li biti istrajan? Molim vas da velikim aplauzom pozdravite našu gošću, senior Eagle menadžera Slavicu Donakovu. Добар ден на сите. Се надевам дека еве малку земавте здив, ручавте и сега и времето ни е во наш прилог, бидејќи малку има облаци и ќе продолжиме со денешниот настан така во една убава, пријатна атмосфера. Мојот пат до успех, благодарение на многу луѓе што се тука, благодарам најнапред на нашите спонзори Вероника и Стево Ломјански, што ме поканија да бидам еден од денешните презентери. Се надевам дека барем со една реченица, со еден збор, ќе постигнам кај некој да пробудам некоја мотив, некоја желба да си го пронајде својот пат до својот успех. А зошто денес вреди ли да се биде истраен? Бидејќи ние што сме подолго во Forever, често пати знаеме и малку повеќе да зборуваме и затоа си направив подсетник за да бидам пократка и поконцизна. Моите почетоци пред 16 години, за жал се како на многумина од нас, кога веќе ќе зачука некоја непријатна состојба во нашите семејства, така и мојата, по препорака на еден врвен доктор во Македонија, кој е сега декан на медицинскиот факултет, ни препорача да најдеме некој што работи со жолтото алое. Тоа е оригинал. И така почнав и дојдов до еден контакт до мојата спонзорка, која ми препорача многу производи. На почетокот бев збунета, бидејќи се работеше за мојата мајка која имаше канцер на дебело црево 4 степен, каде што класичната медицина предвидува дека најмногу 10 дена до месец живот. Меѓутоа, моите зборови беа: па докторе, кога би се работело за вашата мајка, дали би седеле со скрстени раце или ќе дадете барем нешто витамини, дајте нешто на англиски ќе спакувам за да го потполниме овој период, бидејќи хемотерапија, зрачење, ништо не беше препорачано. Почнавме да даваме, на почетокот не сакав да се регистрирам, за мене не беше познато МЛМ, не беше познато овој начин на препорака и на користење на производи. Ги земав првите производи, ги купив на име на мојата спонзорка. Меѓутоа, резултатите почнаа многу брзо да доаѓаат, да се подобруваат и сето она што се случуваше ден за ден, месец за месец, направи да јас сама побарам да станам регистриран корисник во Forever, да почнам да присуствувам на вакви семинари, да прашувам каде има во Македонија, за да дознам нешто повеќе, која е моќта во овие производи, за да постигнат видно подобрување кај пациент каде што од класичната медицина беа кренати раце. Со овие производи мојата мајка живееше скоро 4 години, јас за тие 4 години полека супервизор, менаџер и сениор менаџер. Многу сум среќна што многу мои роднини, пријатели, ја видоа моќта на оваа компанија, ми поверуваа и повеќето од нив почнаа да ги користат овие производи превентивно за енергија, за некои послаби здравствени проблеми, за да не почнуваат веднаш со класична медицина и се друго што препишуваат лекарите. На еден семинар во Скопје присуствував и донесов една одлука. Слушав вака многу предавачи како денес, секој си кажуваше од својот животен пат и едно што ме трогна беше дека ние како деца
имаме желба, сонуваме дека ќе возиме автомобил, убава марка, дека ќе имаме убава куќа, дека ќе патуваме на убави одмори, меѓутоа со текот на времето, со начинот на живот, со школување, со факултет учење, секогаш добиваме по некоја сопка, секогаш доаѓаме до многу тешки препреки, каде што ни викаат, не можеш ти, не е тука за тебе, расширено е многу во Македонија, не можеш да успееш, пирамида е, само првите заработуваат, и ја немав поддршката, па дури ни од моето семејство, ни од најблиските. А моите деца ми рекоа дека што ти текна сега да работиш мрежен маркетинг, Волку стара на 41 година. Ајдете сега имам 58 и им велам дека уште сум млада и не сум стара. Меѓутоа, за среќа, моите деца многу брзо се приклучија со мене, почнаа да ми помагаат и тие се мојата, би рекла, звезда водилка и мојата цел зошто јас да работам. Научив дека треба да се постави цел, меѓутоа мерливо, нешто што е возможно, не да поставиме нешто што е невозможно, па потоа да се разочараме. Денешната цел ми беше од Скопје да стасам до Чене, до Лас Верас, 530 километри. Сама да ги возам со моите колешки, ви благодарам што ми поверувавте и што сте денес тука. Само пред 15 години, пред да почнам со Forever, бев 6 месеци скоро непокретна од дискус хернија. L3, L4, L5 и E7. Благодарение на овие производи што влегоа во нашето семејство и на мојата желба да ги научам производите, да видам зашто може се да се користат, почнав да користам Freedom, Омега, матичен млеч, минерали и Актив Х. Само за 2-3 месеци ги оставив тие антиреуматици, ги оставив тродони, волтарени, кетонали и од тој момент полека почнав да возам автомобил, бидејќи не можев со ногата да давам ниту газ, ниту да стиснам кочница. Благодарение на Forever пак имам собствен автомобил, бидејќи ние мајките, родителите секогаш гледаме, ако дојдеме до некој денар, прво за децата одмор, за децата тоа, за децата тоа. А јас како редовно вработена во една компанија, и тоа многу тешко го постигнував, автомобили на старо, одмори скромни, да не зборувам на колку години еднаш одев на годишен одмор. Меѓутоа, со Forever настана еден пресврт во мојот живот, каде што ми овозможи пред се да запознам многу пријатели кои станаа денес дел од моето семејство, бидејќи потекнувам од многу мало семејство, немам роднини, немам пријатели надвор од нашата држава, а сега сум многу богата како во Македонија, така и надвор од Македонија. Благодарение на работата онлайн, сега е многу полесно да дојдеме до некои познати, до некои препораки и да изградиме една стабилна мрежа ширум светот. Многу пати луѓето велат, кога ќе ги поканиме на вакви настани, јас знам, јас сум слушала. Па заре мислите дека јас се знам? Не. И луѓето што беа пред мене се уште учат. Секогаш има нешто ново да се научи и токму тука е проблемот на луѓето што не доаѓаат на вакви настани. Јас научив дека на ваков настан никогаш сам. Денес сме најмалку 2 автомобила. Доминатите семинари по цел автобус. Меѓутоа, мора да ги разбереме и годишни одмори, имендени, слави, секој има свој приоритет, зошто во некој даден момент не присуствува. Научив дека треба да се организираат презентации. Боже, како ќе зборувам јас кога не сум медицинско лице? Меѓутоа, ете, повторно едукации,
дека треба само да се сподели личното искуство, искуството од своите најблиски, да се поканат пријатели и полека, како често пати тука што се спомена, шпилот со карти да го бараме джокерот, некогаш може би во некои игри па има и 2 шпила, па треба да бидеме упорни. Мојот прв джокер, мојот прв лидер и менаџер е токму на 35-тиот број. И потоа полека се нижат и многу други лидери и во широчина и во длабочина. А тука со мене се и број 70 и број 74. Да ги поздравиме Славица Пецова и Ленча Накиева, и во длабочина Стевица и Александар Димовски. Што научив друго од вакви семинари? Многу едноставно и често пати слушав. Не треба да се комплицира. Знаете како? Помладите и сега велат. Јас ќе направам вака, јас ќе направам вака. И еве јас после 16,5 години сватив дека пак треба едноставно. И денес си почнав од асистент супервизор. И секој ден јас си почнувам од асистент супервизор. Што применувам? Користам, препорачувам и ги вклучувам луѓето. Ништо друго. Нема никаква тајна. А измеѓу, за сите овие средби, организации, за сите мои постигнувања, имаше и цена што требаше да се плати. Во секој бизнис има цена. Овде немаме инспекции, овде немаме канцеларии, овде немаме книговодство, се ни пружа forever. Меѓутоа имаме цена да платиме ако сакаме да успееме. Работевме до доцна во ноќта со мојот тим, бидејќи бев редовно вработена во една словенечка компанија. Значи, forever го започнав како хоби и тоа до скоро, пред крај ќе ви кажам. Неколку часа за семејството, заморени, некогаш од пат, многу кратко време за спиење, па мојата колешка, првиот менаџер ми кажа дека во forever ќе се научиме брже да спиеме. Тоа е по еден дијалект во Македонија. Како што споменав, не бевме разбрани од пријателите, секогаш има некои, би рекла, изговори дека forever е пирамида, дека forever не функционира. И сега кога некој од вас ме гледа прв пат, ќе си кажете дека, еве, првите успеваат. Па ние видовме пред нас соговорничка која и 10 месеци е во forever, па постигнала и како големи успеси. Најдобро е кога ќе кажат некои луѓе, мене ми треба мотивација. Мотивација? Треба ние самите да си бидеме на себе мотивација. Ако јас не бев мотивирана 530 километри да извозам и тука да дојдам со една убава позитивна енергија да ја поделам и убава позитивна енергија да ја примам од сите вас, не може никој да не измотивира повеќе. После ручек сега треба малку водичка. И што е најважно, како мојава денешна кратка тема, не се откажувајте, вреди. Зашто вреди да не се откажувате да работите со forever? Ајде јас да ги кажам моите благодети и благодарам до forever, па секој од вас ќе најде по нешто што го посакува и нека биде тоа вашето зошто за да останете и да истраете во forever. Бидејќи многу луѓе започнуваат во forever, меѓутоа на првата препрека, на втората препрека се откажуваат. Само тие што се истрајни ќе траат и кои работат чесно и градат тим ќе успеат и ќе траат долго. Јас велам дека вреди и благодарам прво за можноста да обезбедам средства за квалитетно детство и квалитетно образование на моите деца. Тоа зошто го исполнив бидејќи и синот и ќерката завршија престижни факултети на приватни универзитети. Благодарам на forever и вреди зашто ми помогна да ја подобрам финансиската состојба и ми овозможи луксузни патувања. Пред forever со вработена плата, нели сигурна, што сме навикнати,
често пати се запрашував дали може да отидам до Охрид, што е 170 километри, дали ќе имам за патарини и дали ќе имам да им купам на децата сладолед и нешто што ќе побараат, иако беа скромни, не беа тоа некои луксузни потребштини. И кога ќе пресметав дека треба половина моја плата за еден викенд, леле, ајде, следниот викенд ќе одиме на одмор. Сега благодарам на Forever, бидејќи голем дел од Европа, па и светот, ја прошетав заедно со дел од моето семејство, благодарение на програмите, мотивационите програми што ги пружа Forever. Последното беше во Кан, пред тоа имавме многу други патувања, па и короната кога беше, немавме можност да отидеме во Австралија и каде беше на друго место на бродот, на крузерот. Ќерката за тоа најмногу жали, меѓутоа сепак Forever не обештети финансиски. Благодарам и вреди да бидеме истрајни, да бидете дел од успешните, да видите толку успешни луѓе на едно место со таква позитивна енергија, за да имате можност да донесете во некој момент одлука која ќе го промени вашиот живот и на вашите пријатели и соработници. Да учествувате на такви настани, Global Rally или како што се Eagle Manager, каде што ќе имате можност да допринесете за пакување храна за гладните во Африка. Благодарам и вреди да се истрае, бидејќи Forever ви пружа да изградите тим, да помогнете на многу луѓе и пријатели да си го подобрат здравјето и финансиската состојба, да изградите голем тим и да бидете успешни и истрајни. Благодарам на Forever и вреди да се истрае, да бидете менаџер Орел 6 пати, да ги освојувате сите позиции по маркетинг планот. И тука морам да напоменам дека на почетокот некои луѓе многу зборуваат и многу ветуваат и сакаат се до двоен, троен диамант и така натака. Па секој почеток се започнува со првиот чекор. Јас кога го постигнав првото ниво асистент, супервизор, најтешкото, само погледнав што е следен чекор. И една реченица од Вероника. Децо моја, првиот пат кога бев тука поканета на гостување еден викенд, прво работете во вашето обкружување, во вашиот град, во вашето село, бидејќи на почетокот немате средства и не можете многу да одвојувате за бензин и за ноќевање и така натака. Истото и јас само ги слушав по високата спонзорка. Благодарам и вреди на почетокот кога бев како Орел менаџер на патувања и кога гледав како се доделуваа и тие чекови, 13-та плата ние се ја викаме во Македонија черман бонус, ние мислевме дека тоа се некои картони и дека тоа е некој просек од тие годишни примања. Се додека не научивме дека тоа е за истата работа, си добивате бонус, си добивате пари за програма за кола, си добивате патување за Орел менаџер и уште малку повеќе ако дадете напор, си добивате чек 13-та плата. Тоа е нешто што го нема ниту во една компанија, во многу компании тоа се заборави 13-та плата. За автомобилот веќе споменав. Си реков, Фиат ќе биде едно фичо, ама ново, јас најлони да извадам. Ама еве сега сум дојдена со Kia Stonic. И сега целта е малку, нели, на повисокот човечки е да сакаме повеќе, да имаме мотив и така натак. И зошто уште вреди и треба да се биде упорен со Forever? 36 години сум вработена во словенечка компанија, ценета, само може сум била пофалувана, финансиски на платата многу малку. Многу пати од кога се запознав со Forever, и Вероника знае, ќе потврди, ќе дадам отказ, не можам веќе. Леле, другата половина од семејството не работи, морам и тоа да го работам.
пак ќе помине година-две, чекаме покачување на плата, работам на некој проект, се давам, се од себе, ништо, мајко му стара. И што се случува? Оваа година, во јануари, заради кризата во Украина и Русија, Славица, една од најстарите вработени, прва на список за технолошки вишок. И сега, вреди ли да се биде упорен во Forever? Ајде сега да ве прашам сите вас, кој ќе ме вработи мене на 58 години, ако не е Forever? Никој. Никој нема да ме вработи. За тоа тука велам уште еднаш благодарам на Forever и со една мисла, често пати во моите презентации ја користам, бидејќи многумина луѓе велат не ме бидува, не сум говорник, не сум ја за тоа, па ние овде никој не сме образувани говорници, никој не сме учеле на факултет мрежен маркетинг или во средните училишта продажба, сите сме некоја струка. А како сме постигнале успех? Со доаѓање на вакви семинари, со читање книги, со присуство на многу обуки. Никој не е роден да биде успешен мрежен маркетар. Една реченица вака вели, за жал не успеав да побарам на интернет кој ја кажал, меѓутоа вака гласи: упорноста ги надминува талентот, генетиката и среќата. Не постои вистински успех без тоа. И јас сега ќе тргнам од позади. Среќа, па немам среќа, не играм лото, ништо не сум добила во животот на среќа. Значи не сум среќна од таа страна, среќа да добиете нешто, среќа да добиете позиција менаџер. Генетика, немам никој во семејството успешен бизнис менаџер, само имам семејство. Порано во бивша Ю, работничко се нарекуваше, моите повратници од Париз и ми рекоа: ако сакаш и тука да успееш да бидеш свој на своето, треба да се работи дополнителна работа. Во Париз, вели татко ми, шефот на работа, кога го видов попладне во маркет како реди кондиторски производи, не можев да поверувам. Парижанец, а да работи дополнително некоја тешка работа. Тоа ми остана врежано во главата, значи немам генетика за да бидам успешен менаџер, меѓутоа што имам во себе од родителите, што имам во себе како богатство? Упорноста. Упорноста ги надмина талентот, генетиката и среќата. Ви благодарам што ме сослушавте, ви посакувам сите да имате упорност и овој ден да ви биде пресврт во вашите животи. Благодарам.